Благодарам, почитувам председателя. Господине Минов, се повикувам на член 90 став 4. Да, член 90 став 4. За чуване достоинството на пратениците. Почитувам колега Минов. Дай тебе молам прекини со овакви глупости. Сега, знаете дека колегата не може да искористи прилика процедурално да се јави, затоа што не е член и заменик, и сега вие тука се пенавите и кажувате како било, шо било. Кој отворен човек си ти, ај кажи ми. Еве, ајде мене кажи ми, него знаете дека не може да ви одговори. Кој отворен човек си ти? 91 си се борел за да има македонци, сега за да има граѓани на Северна Македонија. Таков ли отворен човек си? За моето дете да не може македонец да се пише. Кој може да извади државјанство? Извадете државјанство, видете што сте. Дали сте македонци или сте коси црти. И да се гордее што такво нешто. На крајот на кришта да прашувате како да решите работата. Имате решение, ајде на избори. Ајде да видиме дали сте уставотворни. Ајде да видиме дали имате поддршка од народот. Дали имате поддршка од граѓаните. Што направивте вие? Доброволно, убедено. Ами 2008 година требаше да влеземе у НАТО, тогаш бевте градоначалник. Така? И тогаш не заслуживме да влеземе. Сега промената на името ли нас не донесе у НАТО? Што не донесе? Стандардите не донесоа. А сега ако и видиме, стандардите се многу подалеку од тие. И дај прекинете со ваква злоупотреба. Навистина не оди никаде. На крајот на криштата разговараме тука за буџет. Ако сакаш нешто да смениш, поддржи. А зашто да поддржи? Може имаме некоја друга идеја. Па ништо не кажавте во однос на амандманот. Што е ова сега? Јас сум уставотворен, ти не си. Па ја не сум, 91 сум имал 7 години, како да бидам ја дел од уставот? Од оние кои што го правеле уставот. Ти си го гласал, си имал 50, 40, не бит. Навистина злоупотребувате нешто што ви е дадено од граѓаните. Ако мислиш дека можеш да смениш, ајде. Има начин да сменим. Ајде да видиме кој го право. Дали ние, дали вие. Ајде да на избори.